težak 1 gram. Автограм, автограм, Тоа си го добил сам. автограм, автограм, подпис тежок 1 грам. Автограм, автограм, Тоа си го добил сам. автограм, автограм. Пофали се, имам подпис од артист и пејач славен на улица. Ќе те ценат в училиште, ќе си главен, подпис тежок 1 грам. Автограм, автограм, Тоа си го добил сам. автограм, автограм, подпис тежок 1 грам. Автограм, автограм, Тоа си го добил сам. автограм, автограм. 1-2. Што ти е овој денешен свет? Не може, братко, да му се изнапотпишува, да му се изнашара, да му се изнацрта и тоа каде што било и каде што не било. Тешко еден ѕид да му се израдува на својата белина еден единствен ден. Ајде, денот, може би некако и ќе го преживее, ама ноќта, ноќта си е ноќ, Бога ми. Па кога ќе го видиш утредната осамнат во какви ти нешарканици, ја? Така ти е добре, овој денешен свет. Не може, братко, да се... Погледајте и самите. Сонја го сака Дуле. Што мислите, кој го напишал ова, а? Или Сонја за да му го соопшти тоа на Дуле, или пак Дуле за да се пофали дека Сонја го сака само него, или пак можеби некој трет, на кој што му е мака што сето ова испадна вака и што Сонја го сака само Дуле, а не него, и решил на овој начин да му се одмазди на обајцата, да ја изведе целата работа на виделина. Ете тоа. Тако ти е овој денешен свет, братко. Нема што. Ја. Аха. Видите пак сега ова. Уште 75 дена. Па уште се потпишал Љубо Врана. Што мислите, што бил овој Љубо Врана, а? Ајдете. Видите како? Па тоа, војник, се разбира, војник. А кој друг би го напишал тоа, освен војник, гледайте го сега пак ова. 2 плюс 4 се 4 или 1. Ова мора да го напишал некој добар математичар, кој бил луд поради заслужената единица, ја? Види. Ајде, Раде, братко, четката враце и сето ова да го снема за час, да го снема. Добар ден, мајстор Раде. Денес си нешто особено расположен. И сум, и не сум. Како и си, ама и не си. Како да ви кажам, деца, вака, расположен сум кога не се чкртка под зидовите. Па макар еден ден да му речем збогум на четкиве и на другиот алат и да си барам друг занаед. Ја. Не сум расположен, деца, зашто искрено речено не ми се допаѓа шарканициве под зидовите и другите места каде што било и не било. Ајде, судете и самите. Допред малку зидот пукаше од белина. Да. Да. Беше чист и бел, а таков е и сега. Таков е и сега, ама не беше допред малку, ја? И ајде кажете, убаво ли е да се шарка каде што било и каде што не било? Ајде кажете. Не се разбира, не. Па не, Но мајстор Раде, тоа не важи Ја. за зидот во нашиот клуб. Не, зидот што е зид наменет само за таква работа, тоа е нешто друго. Еве, например, зидот во вашиот клуб е исто како мојот работен комбинезон. Како комбинезон? Ја, видите, ако е чист мојот работен комбинезон, значи ништо не сум работел, така ли е? И тоа е исто и вашиот зид во вашиот клуб. Ако е чист, значи треба да се замислите малку, клубот нешто не ви работи како што треба.
Така ли, а? Ајде, јас отидов. Денес не навракаш во нашиот клуб? Не, морам малку да се одморам, утре имам многу работа. Ајде, до гледање, деца. До гледање. Баш е работлив овој наш мајстор Раде. Ние не стигнавме да видиме што се било изнешаркано на оградата на нашиот клуб. А тој веќе ја вратил поранешната белина. Туку, знаеш што, Борче? Имам идеја. Каква идеја? Ке видиш. Тетка Пепи! Тетка Пепи! Кажи, Билјана. Што е? Што се случило? Ништа. Знаеш што, тетка Пепи? Кажи де? Чичко Раде ни рече дека почнало да се шарка и по оградата на нашиот клуб за автограми. Па само ти можеш да ни помогнеш оние што ги остават своите автограми надвор. Дека да бидат известени дека тоа може да го прават и внатре во нашиот клуб за автограми, а не надвор на оградата. Да, така. А добро, со што можам јас да помогнам, Билјанче? Па, кај тебе дневно во киосков навратуваат стотици луѓе. Точно, стотици. И? Борче, еве е идејата. Слушам. Вака, ќе земеме и убаво ќе напишеме дека пишувањето на убав бел ѕид е дозволено тогаш и тогаш, во толку и толку часот, во нашиот клуб за автограми. Така. И тоа ќе го закачиме на киоскот на тетка Пепи. Може? Па, што се однесува до мене може, но тоа не зависи од мене. Значи сакате да истакнете, како рече, соопштение, така? Да, соопштение дека ѕидните автограми кај нас се оставаат на ѕидот за автограми, а не надвор на оградата. Здраво, Борче, здраво, Билјана. Штом не познавате вие нас, редно е да се представите. Тања, Сузана, Ирена, Милена, Искра. Па, според вашата облека, предпоставувам дека сте балерини. Засега сме ученички во музичко-балетскиот училишен центар, па додевме да ви покажеме што сме научиле. Одлично. А се надевам дека на нашиот ѕид за автограми ќе ги ставите вашите ценети потписи. Па кога ќе станете познати балерини, да се знае дека сте биле во нашиот клуб за автограми. А сега да видиме што сте научиле. Еј, а мене ме заборавивте. Сакавте да почнете со вашата игра без мене. Се плашите да не ви скусам од тежината. Ама не, Грамко, кај тебе нема ни додавање, ни скусување, нема шега. Нема кај мене ни помалку, ни повеќе. Не зборувај, Грамко, туку запеј. Ова е нашата вага, кај неа нема ни трошка лага. Едниот таз ќе ве сместам вас, на другиот останувам, се разбира јас. Оценки имам од тројка до петка, повелете чекам за точната сметка. Мера ми не ми е мака, а сметката вели, покажува вака. Почнуваме прво со оваа бројка, за играта вака ќе ставиме тројка. Вистината не може, еве да се скрие, тројкава е полесна, потешки сте вие. Вистината не може, еве да се скрие, тројкава е полесна, потешки сте вие.
Потешката сега ја земаме врака и мериме одново, излегува вака. Вистината не може, еве да се скрие, малку е и четворка, потешки сте вие. Вистината не може, еве да се скрие, малку е и четворка, потешки сте вие. Ја земам во рака и оваа петка и еве ја молам најточната сметка. Вистината не може, еве да се скрие, колку тежи петката, тежиме и ние. Вистината не може, еве да се скрие, колку тежи петката, тежиме и ние. Браво, браво! Браво, Гранко, браво. Мала, Ако сте согласни, мислам дека е ред да го повикаме професорот Петар, да ја потврди онаа петка. Брзај, Борче, не чекај. Ало? 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 Не се јавува никој. Ало? Молам, мене ли ме барат? Да, професоре, вас. Па ние туку што сакавме да ве повикаме да дојдете, а вие... А јас сум веќе тук. Знам и зошто ме викате, добро ги познавам вашите гости. Предпоставувам дека Грамко веќе измерил каква оценка заслужи. Да. Ако е така, Грамко, Така е, професоре, така е. Вистината не може да се скрие. Токму за петка тежиме ние. оценката ја потврдува. Браво! Ете така. Но со играта на балерините го завршивме само првиот дел. А за вас, деца, сега имаме едно изненадување. Како? Но пред да ви го представам, ќе треба да решите еден ребус. Ребус? Да, ребус. Па, ке можеме. Ајде. Еве вака. Знаете ли што е ова? Па тоа и ластовичките го знаат. Тоа е виолински клуч. Виолински клуч. Грамко, но овој виолински клуч го знаат и славејчината. Ова е со клунч. Еве. Знаете ли што е ова? Тоа е знакот на фестивалот Златно славејче. Точно. Фестивалот Златно славејче 82-та. И една баба седела. Не, професоре. Не, душо, не. Тоа е песничката што на минатогодишниот фестивал ја испеа моето изненадување, што чека на ред во нашиот клуб. Ето. Тоа сум јас. Ученичка во второ В одделение. Основно училиште Коле Неделковски од Скопје. Аха, а како се викаш? Оля Контраденко. Браво. И ти беше Славејче со песничката? Да, Гранко, една баба седела. Една баба мрзнила си седела. Не е така, Гранко. Сега ќе слушнеш. Може ли, професоре? Може, душо, може. Може. Една баба седела, чорапче си плетела,
За Олја, 5. И 1 плюс за бабата, 5 плюс. Браво! Може ли сега да си одам, професоре? Зар толку бргуолја? Ја заборави својата тетрадка за автограми, а сакам сите да ми се подпишете. Оние што нема да гледаат емисијава, нема да ми веруваат дека бев во клубот. И ќе стигнеш назад пред да заминеме и ние. Да. Трчај, Олја. Те чекаме. Стигнавте токму на време. Дали ги познавате нашите гости? Дали ќе погодите за кого станува збор? Хајде, Билјана, Борче, и ти, Грамко. И јас. Па да погодуваме. Нашата гостинка е првенка на балетот на Македонскиот народен театар. Досега учествувала во многу балетски представи. Кажете ни, во кои представи сте учествували и со кои улоги? Сум учествувала во балетот Жизела, во улогата на Жизел, во балетот Легенда за љубовта, во улогата на Ширин, во балетот Башчисавески фонтан, во улогата на Марија и во многу други. Имате 10 секунди да го кажете незиното име и презиме. Сега. Тоа е Јагода. Јагода Сланева. Ај, па да, знаев, требаш уште веднаш прво мене да ме прашате. Одиме понатаму. Нашиот гостин е исто така првенец во тој балет. Кажете ни и вие во кој балети сте учествували и со кои улоги? Досега сум учествувал во повеќе балети. Сега би ги извел следните. Во балетот Ремонда како Жан де Бриен, во балетот Дон Кихот како Базил и во балетот Жизела како Алберт и многу други. И сега имате 10 секунди да го кажете и неговото име и презиме. Сега. Марин Црвенов. Браво. Браво. Еј, пак знаев, ама пак не ме прашавте прво мене. Јагода, кажете ми, ве молам, кога го засакавте балетот и што ве привлече за да станете балерина? Балетот го засакав одамна, кога имав 9 години. А што ме привлече играта, музиката, танцот. Марин, тешко ли е да се биде балетски играч? Секако дека е тешко да се биде балетски играч, но ако си има талент и љубов кон балетот, тогаш полесно е. Ние, нашите млади балерини, пред малку ги оценивме со 5. Како ги оценувате вие, сега како професор во нивното училиште? За играта со 5, 1 плюс за нивната љубов кон балетот. Значи 5 плюс. Да, 5 плюс. А Даджо, о вториот чин на балетот Жизел.
Браво! Па и јас би можел вака. Сигурно колку за двојче со 2 минуси. Двојче е толку. Повелете. Подарок за мене? Не, може и да се земе и така, но прво за вашите подписи. Повелете. Подпишете се и во мојава тетрадка, да се знае.